Штетите кај овчарството кои ги предизвика синиот јазик ќе паднат на терет на владата на Република Македонија. Сите кои загубиле дел од својот добиток како резултат на оваа болест ќе добијат финансиски средства како надомест за штетата која ја имаат претрпено. Согласно препораките произлезени од кризниот штаб на влада на Република Македонија, советодавци и инспектори од агенциите за земјоделие во следните 15 дена се задолжени да вршат надзор на шталите кои представуваат потенцијални жаришта на синиот јазик. Владата формира кризен штаб во кој што влегува сите советници од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството и од Агенцијата за храна и вино и сите ветеринарни станици, за да се преземат мерки за понатамошно спречување на ширење на оваа болест, така што се дадоа некои препораки кои што ние како советници од агенцијата сме на терен и ги пренасаме на сите одгледувачи на овци, кај кои што има појава на ваквата болест, а и онаму каде што нема, ако воопшто има такви, значи да знаат што треба и како треба да постапуваат и кои мерки да ги преземат. Значи да напоменеме дека ова не се мерки со кои што може да се излечи оваа болест, туку се мерки со кои што ќе се спречи понатамошното ширење. И најважно е да, претходно пред да дојдат службите кои што ќе извршат дезинфекција и дезинсекција, шталата да биде исчистена од простирка и ѓубре, со цел да биде подготвена за оваа акција. Потоа доваѓаат службите да вршат дезинфекција и дезинсекција и важно е тоа да секое животно биде истрижено дол шрбетот, така што да може да се изврши тоа репелентно третирање, за да може да се одбиваат сите оние мушички, комарци кои што вршат пренос на овој вирус кој што предизвикува оваа болест. Инаку важна информација ќе биде за земјоделците дека сето ова третирање ќе биде на товар на владата на Република Македонија. Тие нема да сносат никакви трошоци, исто така ќе бидат ослободени од давачките за пашарина и ќе бидат исплатени субвенции за секое угинато грло, доколку се утврди со записник дека смртта настанала од оваа болест наречена син јазик. Значи, во овие денови ние сме во акција, во посета на сите фарми кај нас. Имаме добиено некаде 7-8 фарми, но ќе бидат посетени и други фарми на кои што ќе бидат доставени овие информации, овие начини како да се подготват за да се одбранат од понатамошно ширење на оваа болест. Како што нагласува Захариев, надомест ќе добијат сите кои преку записник ќе докажат дека токму оваа болест била главната причина за угинатиот добиток, а останатите кои се уште немале средба со синиот јазик, задолжително да ги следат препораките за превенција за заштита од понатамошни компликации.